Ти благодарам, јас успеав да дојдам на својата позиција, внатре сум во мобилното студио на телевизија Нова, се наоѓаме на самиот плоштад во Тетово, каде што за неполн час треба да започне митингот на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Како што секогаш, секој ден од почетокот на кампањата, така и до самиот крај Бојана, мобилното студио на телевизија Нова ќе биде на местото каде што ќе се одржуваат главните митинзи на политичките партии, заедно со граѓани, соговорници и аналитичари. Вечерва заедно со нас уште од Скопје етерниот аналитичарот Александар Пандов. Многу ви благодарам што ете повторно се одзвавте да бидете со нас. Ви одземаме цел ден од денот, но мислиме дека е битно на граѓаните да им пренесеме, да ги проанализираме пораките на политичарите. А и вечер имаме на Тетовчанка, госпоѓа Ѓорѓиевска, која што Ѓорѓевска, вие сте во Тетовчанка долги години, пензионер, како што не сум не сте се уште. Се уште не сум, до пролет, така? Така. Да. Пред крајот на работниот стаж, што би рекла. Така, еве ќе започнеме со вас. Како е животот во Тетово? Колку сте задоволни од тоа што е направено во Тетово последните години? Како се живее и она што е најважно? Што очекувате да ви понудат политичарите сега пред овие избори и како ќе биде после избори? Вака, со изборите што беа локалните избори 2013, очекуваме многу повеќе. Затоа што имавме програма понудена која ни беше на локално ниво начално прифатена. А на овие 4 години не наидовме на разбирање со представникот, уствари со градоначалникот Теута, така да многу проекти што беа зацртани од партијата, огранокот на Тетово, општинскиот комитет на ВМРО и на сите граѓани што ги очекувавме, не се реализира. Многу мал дел беше од тоа, може да се рече многу, скоро воопшто ништо. Една улица, тучна улицата кај што живеам јас, со многу напори се направи, не е конечно реализирана, така да животот тече, тешко се живее во Тетово, како впрочем во цела Западна Македонија. Како тогаш ги доживувате сите овие најави сега еве од опозицијата за онаа двојажеста федерализација? Потешко паѓа овој дел што ние во Западна Македонија, конкретно во Тетово, најповеќе го осеќаме тоа. Јас сум тетовчанка, возрастна жена, која ги помина сите овие години во Тетово, мислејќи на себе, на моите деца, внуци и понатака, би сакала Тетово да го видам многу поинакво и да остане точно на македонците, да ја сочуваме унитарноста пред се, сувереноста на Република Македонија, што е најбитно за сите граѓани. И би упатила една јасна порака од Тетово, од градот под Балтепе, на сите овие што ќе бидат учесници од дека на митингот, на сите македонци, пошироко во Тетово пред се, да им кажеме една јасна порака, да им упатиме на Заев и на сите оние кои заговараат федерализација и двојазичност во Република Македонија. Затоа што тоа ќе биде за Тетово. Тетово го осеќа, постои двојазичност веќе, ама не она званичен, не е уште јазикот. Макар да има проблеми, ама сепак, ако ќе се прогласи, значи, двојазичност на државно ниво, сметате дека ќе биде многу полошо. Многу потешко. Како обичен човек, вечерва сте овде, сакате да чуете што ќе кажат политичарите, вечерва е тука коалицијата ВМРО. Пошто нонстоп ја вратам и на дом, сум поддршка. Така имаме представник, така? Да, од дом. Сум поддршка целосна, зборувам како обичен граѓанин пред све, како граѓанин на Тетово, која сака... Имавте можност да чуете дел од проектите кои што ги предвидуваат партиите за Тетово и за оваа изборна единица? Што мислите за? Изборната, програмата на ВМРО во целост, ја знам. Таму имаше на 69-та страна опатено многу убаво. Сето она што не успеа на локално ниво да се спроведе во Тетово, посебно тоа улици беа опатени или така проекти од инфраструктурата, сега, пошто не беа реализирани, ќе бидат реализирани од централно ниво, значи владата ќе помогне во нивна реализација. Се надевам со тоа далеку ќе се подобри животот на сите граѓани во Тетово и можеби ќе се стае крај на едно нешто што не би требало да биде. Но гледате плоштадов. Овој плоштад некогаш вриеше од млади луѓе, сега стана ете така, овдека се тезги ги имаме претежно, количиња деца. Значи, не е тоа
го изгуби сјајот Тетово, можам да кажам конкретно. Имаме цвеќиња. А дали сте можело да видите програмата на опозицијата? Да, јас искрено да ви кажам, се согласувам да имаше некоја програма, опозицијата можеби ќе не настапуваше со таа двојазичност, ама најмачи програма, барајќи спас од надвор, барајќи спас во нешто што го нема и веројатно ја нуди и таа двојазичност, федерализација, не мислејќи воопшто дека се работи за македонците. Се работи за Македонија. Наша е државата, без разлика на сите македонци. Јас така го гледам, без разлика. Затоа, без разлика на партиската определба, го повикувам секој да размислува како граѓани, како македонец, да гласа за иднината на Македонија, да гласа за иднината на нашите деца. Децата, внучињата, да не ни одат од Тетово, Тетово да не остане, јас како што викам, град на пензионери, да биде град на млади луѓе кои слободно ќе шетаат овдека. Овдека, да ви кажам, се не знам, вие патот за гостивар е осветлен. Јас живеам во стариот дел на градот. Реагираме улици, нема улични осветлување. А тоа се калдерма. Тоа е стариот дел што е украс на некој начин и препознатливо за Тетово. И треба да биде заштитено. Ама не се посветува доволно на локално ниво. Не можеме, представете. Каква е ситуацијата? Каква е ситуацијата? Ве благодарам многу, господин Пандов. Токму тука, во Тетово, токму во оваа изборна единица се чини највоочливо е она што буди интерес кај јавноста изминативе денови, односно најавите за двојазичност, воведување на албанскиот јазик на ниво. Овде се чини најчувствително во однос на тоа прашање, а еве и самите граѓани велат дека имале проблем да се реализираат оние проекти во изминатите 4 години токму поради таа вмешаност на различни политички субјекти, нели? Ќе се преброди ли тоа сега после изборите? Има ли можност да се преброди? Има можност. Има можност да се преброди, Анита, во зависност од бројот на пратеници. Колку пратеници ќе добие една политичка партија, толку тежи подоцна власта незина. Секако дека ако се постигне она што го бара ВМРО и лидерот Груевски за 62-3 пратеника да има ВМРО, секако дека тежината на одлуките во преговарањето, во донесено носењето на одлуки, каде и како би се реализирале таа програма, има голема улога. Јас сум оптимист дека поготово овде во изборната единица број 6, граѓаните, еви, како што соговорничката, како што посочи, ги тиштат обични животни прашања, значи прашања за вработување, за подобрување на животниот стандард, прашања од инфраструктурата, здравството, сето тоа е како понуда, како пакет е понудено од ВМРО. Мислам дека граѓаните тоа го имаат препознаено. Дополнително што пак од другата страна на понудата, од страна на СДСМ, се нуди една националистичка реторика, но во обратен правец, од албанска позиција настапуваат, им се нуди швајцарски модел на уредување, поточно една истрошена тотално политичка идеја, а тоа е за федерално, кантонално, односно федерално уредување. Луѓето, јас колку што знам, и македонците, и албанците сакаат да живеат во суверена и унитарна Република Македонија, и тоа најјасно ќе имаат прилика на 11 декември, референдумски, и околу овие претходниве прашања, значи да не ги вулгаризираме дека само националното прашање, тоа е за мене најважно и предпоставувам дека за секој нормален човек тоа е екзистенционално прашање. Дали јас ќе функционираме понатака како Александар Пандов, македонец, христијанин православен, или како безимен човек во безимена држава, односно она идеја на тие глобалисти као човек на светот. Во ред, ние сите сме луѓе на светот, но сакам јас да си имам идентификација лична дека сум јас тоа и тоа и тоа. Тоа меѓу сите други прашања и на ова прашање референдумски луѓето на 11 декември ќе може да го дадат својот глас.
Така. Да. Ти благодарам, ние многу повеќе ќе ја анализираме, Да. остануваш заедно со мене во автобусот, ќе се вклучиме повторно и во 20 часот, ќе се вклучиме и во 22 часот, кога веќе ќе можеме да анализираме што тоа политичарите им порачаа на тетовчани одовде од бината. Митингот, како што реков, треба да започне за некој половина час, 40 на минути. Остануваме овде и ќе побараме повторно вклучување со нови гости, секако со нашиот аналитичар кој што е гостин во автобусот, односно во мобилното студио на телевизија Нова денеска, господинот Александар Пандов. Бојана?